За извод од матична книга на родени, починати, венчани или потврда за слободна брачна состојба, граѓаните од денес не мораат воопшто да се појават на шалтер на управата за водење матични книги. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски извести дека постапката за овие документи е целосно дигитализирана. Услугите од управата за водење матични книги од денес се целосно мигрирани на националниот портал uslugi.gov.mk, што ќе го забрза нивното користење и се целосно дигитални, за разлика од претходно, вели Андоновски. Тоа подразбира дека извод од матична книга на родени, од матична книга на венчани, умрени и новата услуга, потврда за слободна брачна состојба од денеска се целосно достапни на порталот. Со неколку клика граѓаните можат да ги добијат и тие услуги. Тоа ќе значи поголема ефикасност на управата за водење матични книги, поголема контрола од нас како ресорно министерство на темпото на издавање на овие документи, потенцира Андоновски. Министерот заедно со директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски денес промовираат 4 нови услуги на порталот uslugi.gov.mk. За правните лица за прв пат е овозможена електронска услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно дигитална и достапна во секое време. Физичките лица пак електронски можат да извадат потврда за пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурено или неосигурено лице и платен придонес за задолжително здравствено осигурување. Во текот на третата недела од 2026 година од 12 до 18 јануари во државава биле пријавени 2062 случаи на групни пријави за заболени од грип, заболувања слични на грипот, 11,2% помалку во споредба со претходната недела. Бројот на пријавени лица оваа недела споредено со третата недела од минатата сезона е зголемен за 46%, а во споредба со бројот за третата недела од типичната епидемиска крива, моделирана од последните 15 сезони, намален за 6,9%. Во текот на третата недела пријавената инциденца е над неделната граница за средна активност, информираат од Институтот за јавно здравје. Во однос на возрастната дистрибуција, 1274 лица биле на возраст од 15 до 64 години. Вкупно 279 биле деца на возраст до 4 години. Над 65 години биле 266 лица, додека 243 биле деца на возраст од 5 до 14 години. Највисока инциденца се регистрира кај децата на возраст до 4 години. Во текот на сезоната на грип регистрирани биле 3 починати лица, асоцирани со грип, се наведува во извештајот на ИЈЗ. Од институтот потсетуваат дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Институтот препорачува вакцинација на целото население, особено на лица кои припаѓаат на така наречените ризични групи. Заклучно со третата недела во државава вакцинирани биле вкупно 79.078 лица со бесплатна или комерцијална вакцина против грип. Сите државни патишта се проодни и безбедни за сообраќај. Сообраќајот се одвива непречено, но поради врнежите од снег се препорачува внимателно возење, информираат од АМСМ. Екипите на јавното предпријатие Македонија Пат се целосно екипирани. Ставена е на располагање потребната механизација и работна сила. Во континуитет на терен се врши расчистување на снегот. Во соработка со јавното предпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт се вршат координирани активности со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот, велат од АМСМ. Покрај внимателно и совесно управување со возилата се препорачува задолжителна употреба на зимска опрема, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и прилагодена брзина согласно условите на патните правци. Исто така се препорачува на времено информирање од страна на сите информативни центри за условите и сообраќајот на државните патишта. Од АМСМ наведуваат дека координираните активности на надлежните институции продолжуваат и во текот на наредниот период, со цел да се обезбеди непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. Приградски воз се судри со градежен кран во југоисточна Шпанија, при што не е утврден бројот на повредени лица, соопштија регионалните служби за итни случаи. Возот не се преврте ниту излета од шините, изјави портпаролот на службите за итни случаи во југоисточниот регион Мурсија. Несреќата се случила во близина на Картагена во Мурсија.
Инаку најмалку 43 лица загинаа во смртоносна несреќа на брз воз во јужниот регион Андалузија во неделата. Две други несреќи се случија во Каталонија во вторникот. Во една од нив машиновозачот загина, а 37 лица се повредени. Шпанскиот синдикат на машиновозачи вчера се изјасни за генерален штрајк во железничкиот сообраќај во Шпанија. Со подпишување на пристапувањето кон одборот за мир во Давос на иницијатива на Соединетите Американски држави, денеска во Давос стапи на сила повелбата на одборот за мир, која на оваа структура и даде статус на официјална меѓународна организација, објави денеска портпаролката на Белата куќа Каролин Левит. Американскиот председател Доналд Трамп, кој го иницираше формирањето на одборот за мир и кој е на негово чело, на церемонијата на подпишување изјави дека сака неговиот нов одбор за мир да работи во соработка со Обединетите нации, се наведува на официјалната веб страница на Светскиот економски форум. Американскиот председател оцени дека конфликтот во Газа меѓу Израел и палестинското милитантно движење Хамас се ближи кон крајот, иако остануваат мали пожари што мора да се изгаснат. Одборот за мир првично беше наменет да собере мала група светски лидери за да го надгледуваат прекинот на огнот во Газа, но се трансформираше во комитет за решавање на други светски конфликти.